Почитувани мои, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Во Македонија повторно не се дише. Затоа се почесто одиме на погреби отколку на мекици. Објави на својот профил доктор Нико Беќаровски. 7 големи болници и десетици помали болници и амбуланти се загреваат на мазут, покажува мапата на загадувачи која изработи граѓанската иницијатива Шанса за центар. Меѓу загадувачите се болници во Прилеп, Битола, Гостивар, Куманово, Гевгелија, Демирхисар, како и клиниката за физикална медицина и рехабилитација во Скопје. Овие 7 болници трошат по 1520 тони мазут годишно. Ако веќе не умееме да ја решиме маглата, можеме ли барем да го решиме грењето на болниците? Во продолжение ќе ве потсетам дека оваа дискусија можете да ја водите и на социјалните медиуми. Стандардно профилот е на Црвена линија на Facebook, профилот на Телма телевизија, објавуваме и таму секако, на Твитер и најважно од се, заследете не на Инстаграм. Денешната анкета на Инстаграм стори ни гласи вака: ако веќе не умееме да ја решиме маглата, можеме ли барем да го решиме грењето на болниците? Две опции имате за одговор. Едната е да не кликнете на вашиот одговор и секако во проценти, како и редовно што правиме, резултатите ќе бидат соопштени конкретно во издание на Црвена линија. На самиот почеток на Црвена линија, секако ќе издвојам една објава на Facebook од страна на доктор Беќаровски Нико, кој што еве што напиша: загадениот воздух драстично ја зголемува патогеноста, тежината на клиничката слика и прогнозата на двата најчести зимски вируси – респираторен синцијален вирус и вирусот на инфлуенца грип. Затоа да не ви изненадува што овие денови сите кашлаат, имаат покачена температура и општа слабост. Затоа се почесто одиме на погреби отколку на мекици и секој вложен денар во здрава животна средина трикратно се исплаќа, само да има некој надлежен тоа да го разбере и свати. А за да разбереме и сватиме многу повеќе, се разбира, ќе имаме на самиот почеток на издание на Црвена линија и гостин кој што ќе го вклучиме, а тоа е господинот Јане Димевски од граѓанската иницијатива Шанса за центар. Па, господине Јане, благодарам пред се на самиот почеток што прифативте да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Со вас ќе проговориме, се разбира, околу состојбата со загадувањето и тоа во целата земја, иако Скопјани имаат чувство дека се најзагадени. Но како и да е, на самиот почеток, како што бива и со секоја болест, ова е болест на земјата во зимскиот период, каде ги гледаме причините, каде ја гледате диагностиката за појавата на ова анормно загадување? Дали се слушаме добро? Ја верувам дека добро. Јане, дали ме слушате? Здраво, Тина. Не слушате, се надевам? Да, би можело и малку погласно, ете така, технички мора тоа да побари. Да, работата е што тонот го добивам од телевизорот, а на Макс ТВ па малце доцни. Така. Така е мене. Па еве, како вие, како Шанса за центар, го диагностицирате ова загадување? Каде ги гледате причините? Остра е изјавата на докторот Беќаровски, но целосно за жал се согласувам со него. Дали добро се слушаме, Јане? Видете, она што велите, дали ако не можеме да го решиме загадувањето, можеме барем болниците. Тука сакам да послушам дека токму и овие објекти се дел од целата приказна од онаа магла која не обвива токсична на сите страни. Впрочем, тоа е последица од децении неактивност по ова прашање.
Ние како иницијатива, нели, имајќи некаква представа дека дека доста од јавните објекти се уште се греат на прилично загадувачки енергенции, одлучивме да видиме која е целокупната слика со овие објекти, па почнавме да ги пронаоѓаме според набавките кои ги вршат секоја година и да ги мапираме. До сега прилично разочарувачки е резултатот, негде стигнати сме до 750 јавни објекти низ цела Македонија, а со секој пребарување излегува и некој нов. И дефинитивно можеме да заклучиме дека оваа категорија на објекти, јавните објекти, тоа се нели објекти кои користат државни и општински институции и така натаму, се дел од приказната на загадувачите во нашава држава. Мислам дека многу малку е направено, практично цела оваа категорија до сега е држана некако на страна, воопшто немало некаква конзистентна политика кон овие објекти, кон промена на начинот на грејење на овие објекти. Мапирањето пак ни даде и увид во тоа каде се тие точно сместени во градовите и може да се види дека јавните институции, практично јавните објекти формираат гроздови во урбаните јадра во скоро секој од нашите градови и мислам дека значително придонесуваат кон овој воздух кој што го имаме, повеќе го посочуваат како гасна комора, практично тоа веќе не е ни воздух. Можевме еве да забележиме од статусот на доктор Беќаровски дека последиците се следни, односно се појавуваат и најчести зимски вируси како што се респираторен синицијален вирус и вирусот на инфлуенца грип, што вие имате забележано како последици. Да, не, целосно се согласувам со докторот и особено во оној дел дека вложен денар во заштита на животната средина, особено во намалувањето на воздухот, ви носи три, нели, на другата страна како добивка, меѓутоа тоа и мојот впечаток и нашиот впечаток исто така дека нашава држава едноставно тоа не го сваќа. Цело време кога се зборува за мерки против загадувањето, нели се посочува дека тоа е голем, тежок проблем, дека решавањето ќе биде скапо и така натаму. И државата смета дека и политичарите дека е многу скапо да се вложува ова пренамена, например, на начинот на загревање на институциите, во субвенции за граѓаните го менуваат сопственото грејење во домовите, во проширување на мрежата за парно грејење и така натаму. Воопшто не се води сметка за оние пошироки последици кои произлегуваат од загадувањето, тоа дека ние секоја година губиме луѓе, значи луѓе прерано умираат како последица на загадувањето, болниците не се преполни, што директно оди на трошокот, нели, на државата, па и на самите семејства. Луѓе сериозно се разболуваат, со што практично ангажираат и членови на семејството да се нели да им даваат некаква нега дома. Луѓе кои потешко ќе се разболат потоа и не можат да придонесат, иако не починат, нели, ако не се работоспособни, тие повеќе не можат да придонесуваат кон општеството, кон државата, па дури да плаќаат, нели, даноци, донесат некаков економски профит, ако зборуваме еве за некаква економски трошоци, нели, парични или добивка. Секако во разговорот со мене, пред да ве поканиме да бидете дел од Црвена линија, многу убаво кажавте, па баш е решлив овој проблем. Па како е решлив овој проблем? За жал, тоа е она што многу иритира, што не знам колку време веќе зборуваме за ова загадување, го дишаме, луѓе се оцелуваат од земјава поради воздухот, поради тоа што ништо не се прави на тоа поле. Но ако се преземе некаква конзистентна политика, еве ви ги јавните објекти, ги имате над 750 во државата. До сега
дали неколку се промените во изминатите години, ама во изминатите години мислам јас последниот јавен објект кој што грејење е сменето од нафта кон топлински пумпи го најдов во 2021 година. И тоа е еден, например. А изминатите 2 години не најдов ниту еден. Со секое менување начинот на грејење, со приклучување на овие објекти, например во Скопје на мрежата на парно грејење, вие го намалувате загадувањето. Ако направите некаква константна политика за субвенции кон населението, пресекано ние групи кои што немаат пари да подобрат енергетската ефикасност на домовите или да го сменат начинот на грејење, со тоа ќе придонесете, нели, тие групи да не мора да набавуваат отпадни масла и се што да ги горат за да се заграат и со тоа, нели, да го загадуваат воздухот. Трагично е затоа што огромни светски мегалополиси го имаат решено овој проблем, го имале. Многу градови го имале, имало Мексико. Знаете, Мексико го кав град, како 10 Македонија. Лондон исто така. Но сите преземале мерки и го решиле. Овде само се зборува, 15 години зборуваме за мерки. Благодарам многу што зборувавте во црвена линија. Секако топло препорачувам и по нашиот разговор да продолжите да го изгледате ова издание, со оглед на тоа што ќе можеме да слушнеме и од гледачите каква е состојбата моментално кај нив, како ги чувствуваат последиците и каде го гледаат и самите тие решението, како и причинителите. Благодарам многу уште еднаш, господине Димевски, и секако останете со нас. А во продолжение, драги мои, уште еднаш да ве потсетам дека навистина ќе ни биде драго да ве има во што поголем број, бидејќи загадувањето во рамки на целата земја, повторувам, е проблем кој што не засега сите. Дури и оние кои што треба да го решат. Па секој оној кој што еве ќе се вклучи во црвена линија на самиот почеток, ќе побарам секако да ни образложите и да ни укажете и пренесете каква е реалната состојба во вашето место во однос на квалитетот на воздухот и загадувањето. Секако и ако некој од вас се разбира или членови од семејството и најблиски чувствуваат последици, не би било лошо јавно да проговориме како во реалноста изгледаат последиците токму од загадениот воздух. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, во црвена линија сте. Дали сум на линија? Да, на линија сте. Верувам дека добро се слушаме. Одлично се слушаме, само мисля да нема некој пред мене. Не, вие сте првиот по гостинот. Значи, прво, ова е благодет да го имаме плинот во нашите домови. Ние плинот е дојден во нашава држава повеќе од 30 години, но некој не работеше на тој разгранок да го користат, значи, сите граѓани на државата. Прединство имаше некое си упатство некогаш, значи, прво виталните објекти, болници, школи, установи, да добијат први, да го имаат, значи, со тоа да се намали користењето мазут и нафта. Дури имаше еден конкурс, мисля че дека беше фирма од Турција, која требаше да направи гасификација, дали ќе беше тоа на Скопје или не е битно се кој град, меѓутоа и тој конкурс пропадна, значи се откажа, затоа што ние, значи, дали не му веруваме на плинот, дали не му веруваме на почисто, подобро грејење, подобро користење за во домаќинствата, значи некој ја утна работата и затоа ние тој плин и денеска го немаме секдека, значи да го користиме. Не значи дека која нема линијата, не треба да се мрежата развива, за кој ќе дојде автоматски само да се приклучи и да го користиме плинот. Но ете некој. Благодарам многу, ќе посетам само, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е секое јавување за гледачите. Одеме понатаму, добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, во црвена линија сте. Од каде ни се јавувате? Вчера се 2 пати јавија за струјата и после за фрижидерот. Така го освоивме ли? Па рекнате ќе видимо, не знам, ви ќе ни кажете у среду. Така е. Еве, кој ќе биде одговорот на ова прашање? До кога загадениот воздух ќе се лечиме во болниците? Кои што го загадуваат воздухот преку грејењето?
Сега ти ми взимаш секундите. Ке додадеме уште 10. Знаеш кој ќе ги го ноди? Груа, у ствари, Ахмети, то просто... Најверојатно гледачот употреби збор кој што етички е неприфатлив за црвена линија. Добро, еве во продолжение нека ова биде патокас кон останатите гледачи, значи етиката и правилата во црвена линија не се менуваат ниту во новава 2024 година. Внимавајте на говорот, значи не користете навредливи зборови, зборови кои што алудираат на омраза и секако говор на насилство. Добро вечер тогаш за следниот гледач. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте? Па вака, велите како да имаме почист воздух. Дали ви е јасно дека нафтата мора да се троши од утробата на земјата? Зашто кога доаѓа некаде збуснување повеќе на нас, да е благодет. Точно дека е благодет. Но кога нафтата нема да ја извадиш и натреше во утробата на земјата, што се случува? Пукање до вулкани и така натаму. Мораме да ја трошиме нафтата, но има филтри кои се ставаат, водни филтри се викаат тие. Нека им биде малку јасно и на инженерите што зборам сега, зашто и овие возилата сега да запалат еден автомобил кај што седиш, дали ќе седиш ти 2 минути? Не, ќе се угушиш. Така дека и возилата и овие што ги набројавте, амбуланти и друго трето, што загадуваат воздухот, имате начин, па државна струја има. Зашто не стават во амбулантите, барем може да го стават тоа, а нафтата да биде поевтина, да се обработи земјоделието и преносот. Значи, вие не можете да се досетите, а овие инженерите наши може да се досетат. Па нека се досетат што збориме ние граѓани. Јас ако запалам едно шише пластика, ќе го загадам градот? Не. Благодарам многу и вам за јавувањето. Секако тука и ќе ве потсетам дека се она што сакате да го додадете, кажете, или доколку еве не успеете да се вклучите во црвена линија, сторете го тоа преку коментари и на нашата Facebook страница. Еве го имаме и првиот коментар на нашиот пост на Facebook. Сега ќе можете да видите како изгледаме и таму, за оние кои што не следат. Секако објавена е темата и секако прашањето останува и за оние кои што не следат на Facebook. До кога од загадениот воздух ќе се лечиме во болниците што го загадуваат воздухот? Васко Белески го има напишано следното. На вашето прашање, ако не умееме да го решиме загадувањето, дали барем можеме да го решиме грејењето на болниците, би го дал следниот одговор. Да, решението е во ракав на владеачката структура, доколку таа има волја. Топката е кај политичарите, но нажалост повеќето се лечат или завршуваат во добро опремените приватни болници. Сега клучот за грејењето на болниците е нажалост во следните избори, со надеж дека следната власт ќе си ја земе задачата одговорно и ќе ги опреми постоечките болници и ќе изгради нови. Граѓаните се одговорни за загадувањето, но тие немаат друг избор. Бранка Стојановска напишала: тешко после толку години пустење. Па, ајде да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Така. Да. Па каде го гледате вие решението во ова енормно загадување? Господја Тина, се ќе ви кажам, јас сум живеел во 20 градови во бивша Југославија. Така? Тие сите имаат трамваи, за да не го загадуваат воздухот. Воздухот се загадува и со возилата, и со све, а болниците, децата што ги носиме таму во болниците во Македонија, самата околина е загадена од мазутот што го користат. Зашто тоа не го видја државата и луѓето кои се од Министерство за животна средина, вака така, тоа треба да се реши. И сега, и денеска да почнат со градба на инфраструктурната мрежа за плин во Скопје или во другите поголеми градови, ние веќе ќе бидеме среќни, ама тие стоат во место. Ви благодарам
и имајте убав ден, господја Тина. Ајде, кажете ми вие лично како се штитите дома, какви мерки превземате во однос на загадувањето? Колку често излегувате? Дали носите маска? Ма носиме и маски, ама господја Тинче, ние јас од дома не излегувам, зашто надвор е загуштиво скроз. Ќе постане и внатре загуштиво. Имајте убав ден, господја Тинче, нема Јас ви проблем. посакувам најубав ден и секако благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму со вас. Секако добро вечер. Добро вечер. Ако може малку погласно би ве замолила. Добро вечер. Добро вечер, од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Тоа се мислам повеќе празни муавети, него треба во пракса да искочат инспектори, да искочат луѓе и да го решават проблемот. Дали гледачот е исклучен се уште на линија? Да, на линија сум, на линија. Продолжете. Значи, може ли да посочам пример во Скопје што се случува? Да, ве слушаме, продолжете. Може ли во Скопје да посочам пример што загадуваат воздух? Продолжете. Значи, сите го знаеме домот Ранка Милановиќ. Тоа е до бриколаж. Времето ви оди, не правете пауза. Нека. Значи, поведете рачун ромите што се во домот Ранка Милановиќ. Секој ден по 5 огновима. Нека дојде некој инспектор, нека казни то. Не се диши тамо. Сите знаат, полиција, пријавено, сите работи, џабе. Се уште сте на линија? Добро, благодарам многу, еве, и што укажавте каде ги гледате и причините, но еве и една напомена за останатите гледачи. Ве молам, имате 90 секунди, што значи тие одбројуваат во моментот кога се вклучувате во Црвена линија. Потрудете се кога давате, изборувате во Црвена линија, не правете долги паузи, бидејќи времето ќе измине, а секако ќе го изгубите со цел, нели, целта е да се искажете и да ги кажете главните работи за кои што всушност и се вклучувате во Црвена линија. Да видиме на 023070005 кој ќе биде следен гледач. Здраво, Здраво! па ја вака би кажал. Значи, за да нема загадување, треба да се откажеме од благодетите на потрошувачкиот систем на живење. А тоа значи треба да се откажеме од многу благодети или уживанци. Значи, секој наше купување продавница допринесе да се створи отпад. Сето тоа што го гледаме по витрини, по излози, по овде, пондека, е еден потенцијален отпад кој ќе загади од атмосферата, бидејќи сме некаде, како официјално кажа, 8 милиарди. Секој сака, значи, да купи, да јаде, да вози кола, да ужива у благодетите на технологијата што се пружа, која се движи, за жал, на фосфор, на овие горива фосфатни. Така да загадувањето ќе трае уште долго, а све помалку ќе имаме чист воздух, бидејќи многу потешко се регенерира и процентот на кислород попаѓа од атмосферата. Јас кога учев имаше повисок процент на кислород во атмосферата, околу 23 беше, сега мислам дека е 18. А јадрено диоксидот беше некаде околу 1, така нешто, сега може и на тројка да отидем, тоа значи дека Куртул нема од оваа работа, не е ова само кај нас тука, инаку кај нас покрај тоа што горат отпади, уште бетер загадување. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во Црвена линија сте. Од каде ни се јавувате? Добро, од Битола. Ве прашуваме затоа што зборуваме на ниво на цела држава каква е состојбата со загадувањето, па ако сте од некој друг град од Скопје, би сакале да ни кажете како е таму. Вака сега. Мене нелогично ми доаѓа кога во време
да речеме околу пред 20 години или во време на Југославија, кога не се збораше за загадување на воздухот ништо, а повеќето луѓе се топлеа, не повеќето, туку едно 90% се топлеа на дрва, а на струја многу поретко, тогаш немаше ни клими, ништо, само едни печки беа. И загадено воздухот беше почест од него сега. Нелогично е малце дали се прикриваат некои други отрови со ова загадувањето, а луѓето не ми се верува дека се разболуваат од загадувањето. Така што ми се чини дека нешто се прикрива околу ова загадување, а како што кажуваат и другија, имат и некои докази така некои луѓе, што како што ја фрла короната, така и овие некои отрови што ги фрлуваат од озгора. И сега наводно луѓето се разболуваат од загадување. А имаме слушнато. Благодарам многу и вам за учеството во денешното издание на Црвена линија. Напомена само внимавајте на тајмерот, но секако не заборавајте додека трае Црвена линија, можете повторно да се вклучите со тоа што ќе добиете нови 90 секунди. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија сте. Вака, јас сум може малце нека година повозрастен од вас. Јас кога живеев во автокоманда, Железари имаше 15.000 вработени, МЗТ имаше 8.000, каросерија 4.000, Хеми Охис имаше 8.000, вкупно имаше 100.000 вработени во фабрики. Вака не беше. Значи, 100.000 вработени во фабрики што работеа, и цементара и све. И сега работат 5.000 души во фабрики и одеднаш волку смрди. Тоа нешто не е нормално. Ја не може да разберам јас ова. Значи, на 100.000 вработени, на фабрики кои се допринесуваат за оваа држава. И сега одеднаш тие фабрики не работат, и сега после годено, него тогаш што работеа 100.000 души во фабрики. Јас све сум видела, ама ова да ви кажам, не. Како причини ве се посочуваат и грејните решенија, болниците се грејат на мазут? Па и тоа се греја на мазут, не се греја на плин. Све живо се грееше на мазут, и струјата беше на мазут, и парно беше на мазут. Па според вас еве каде ги гледате тогаш причините? Нешто не е како што треба. Не знам што да ви кажам јас. Јас не сум толку паметен, има паметни луѓе, завршени факултети, плата има за тоа. Така, благодарам многу и убаво што гледачите враќаат една ретроспектива наназад низ годините, за да можат да посочат нели како било и во 80-тите, 70-тите, а како е денес. Слушате кој што споделува и кажува во Црвена линија, така и ќе продолжиме понатаму. Добро вечер. Ало? Добро вечер во Црвена линија. Добро вечер, Динче, мило ми е што доби да ве поздравим од срце. Јас ќе ве замолам погласно, бидејќи навистина нешто слабо слушам. Викам, сакам да ве поздравим многу, мило ми е што доби врска. Вака сакам да ти кажем за загадани од воздух. Од порано нели беше фали село, живее у град. Али сак ќе биде куди град, живее у село, зашто селата си ги напуштија, мислим, убаво воздухот чистеј, учи синко да не бидеш овој, учи синко да не бидеш овој, а зашто сега викат бегај од мотика и од политика. Али сега сте сите ударија у политиката, матиката го оставија, епа сега ќе си дишат овој, мислим, воздух загаден. Сите станови имат у Скопје, што е овој? Па ја многу спадна паметна, кога сакаше стан да купим у Скопје, и ја не сака, не од друго, зашто исто од фирма Падоби. Но интересно дека се загадени и други градови, и да. Струмица. Кај нас не е уште чисто, ема и кај нас ќе се загади, кога ти скочимо горе у планина, мислим, наша Паланка се гледа како у мгла. Секаде ќе се загади више со овие
како да ти кажем, коли на секое место, не можеш од улица да се поминеш од кола. Отпорано викаше една жена, знаеш, нели немаше толку коли, гледа една, две, три коли пред врата и вика, леле бе, вика, овој почнаа да ги купуваат колите, вика, како отпорано перлонте кошули, нели напред ретко кој купеше перлон кошула, сега кола до кола бе. И знаеш, ја кога замина па ми смешно за некои работи се. И тој ти вика, матиката го оставија, све е политика и еве сак политиката што ни направи, нека дишат ваздух, нека се труат, што да правимо. Благодарам многу, секако драго ни е што ве имавме и вас во црвена линија. Одиме понатаму, добро вечер. Ало, добро вечер. Во црвена линија сте? Ве слушам. Добро вечер. Добро вечер. Па ја ви гарантирам дека загадувањето го нема во Скопје, бидејќи дубна ветер, ја ги гледам сијалиците од Припор, ги гледам од Радишен, да кажам браво. Пред почетокот на црвена линија дувна ветер се израдувавме се. Да. Види, Тина, ја мислам дека оно цело време што го тврдиме се потврдува, тоа е дека ние имаме прифатено некои стандарди кои не можеме да ги стигнеме. Сега доказ за тоа е мислам дека пред некој ден, ако добро следиш, ќе видите дека Светската здравствена организација некои граници за загадување со некои PM5 или како ги рече честици, ги спушти административно. И сега се прашам како можеме ние да ги стигнеме тие граници на таа кога ние имаме некака 0 таму 26 како рекоа тогаш кога го ја објавија таа веста, некака 300% повеќе од тоа. А они административно седнаа со пенкало, не границата сега загадување ќе биде волку. Па како ќе ја постигнеме, сакам да те прашам. Тоа е едната работа. Втората работа. И сакам да ми каже тој што шири дека болниците се загреваат на мазут. Која болница се загрева во Скопје на мазут? Ја ви гарантирам дека сите се на газ. 8 септември е газ затоа што станицата е во дворот. Мајка Тереза исто е на газ префрлена и таја. Градска болница во центар Светина Омби е на парно, градско парно. Која друга болница би се загрева на мазут? Топланите сите во Скопје ви се на газ. Немате ни една на мазут на код. Така да, мислам дека пред се кај мене во тие прифатени тие стандарди, високи стандарди кои ние не можеме да ги достигнеме од многу разни причини. Значи, високи стандарди кои ние до сега не сме ни работеле да ги стигнеме и сега одеднаш се дига паника и така да, високо е загадувањето, ама меѓутоа проблемот е околу тие граници што ние никош немаме репер да споредиме, кажете ми репер некој од минатите години кога било за да правиме споредба. Ние имаме период од тогаш и навака пред тоа 80-тите години, кажете ми. Благодарам многу и вам за јавувањето, вклучувањето. Внимавајте само на тајмерот. Има малку и твитерџи ќе ги вклучиме. Тоа ни е стандардно во секој издание на црвена линија. Ќе почнеме со твитот на репресиран кој што има напишано: кај ги трошат парите за справување со загадување, не знам, ама знам дека се испогушивме квалитетно за сите пари. Каде го гледате решението, постои ли решение и пред се каде ги гледате вие причините, какво е загадувањето, каков е квалитетот на воздухот од местото каде што ни се јавувате. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро во црвена линија сте? Слушам тука многу. Дали може малку погласно би ве замолила? Не можем. Дали сте се уште на линија? Да. Да, па еве каде ги гледате вие лично причините? Не гледам причини. За загадувањето нема причини, добро? Само домаќарење. А постои ли решение? Да. Кое? Не знам, ни јас сам. Добро. И дали еве вие превземате дома некакви мерки, да речеме, како се штитите од загадениот воздух? Добро, гледачот се кажа кусо јасно, не знам ниту јас, но секако на што знам јас е дека следуваат реклами. По рекламите останува само и да ви ги соопштам секако резултатите на оние кои што не следат на Инстаграм, како учествува и како одговорија на нашата Инстаграм стори анкета. Неминовно е секако и да ве подсетам дека доволно еден клик ве дели од нас.
Значи на Инстаграм слободно заследете не и веќе од утре можете да бидете дел од оние кои што активно учествуваат во нашите анкети. Еве како се одговори денес, што се однесува на прашањето ако веќе не умееме да ја решиме маглата, можеме ли барем да го решиме грејењето на болниците. Интересен резултат, со да одговорија 53%, а со не одговорија 47%. Ја сега ќе ве пренесам на една друга позиција, во една друга многу убава атмосфера, каде што нема магла, туку напротив надворе во оваа просторија се бистро и јасно. И верувам дека сите вие кои што земавте учество во црвена линија ќе останете со мене и ќе се префрлите токму онаму каде што е сосема јасно дека во овој денешен ден, четврток, како главна награда некој од вас може да добие нов телевизор. Така да, драги мои, за да ве подготвам, не заборавајте да ги запамтите или запишете кој како функционира следниве прашања, бидејќи за многу кусо време ќе бидат поставени во заврти на Телма. Одиме со прво прашање, кој што ќе ви го подкажам, како се викаат жителките на градот Крива Паланка. Потоа, кој беше заменик председател во влада, министер за финансии и кум на тогашниот премиер Никола Груевски. Имаме и ова, дополнија изреката, никој не може да ти се фати на малото што вие ќе кажете и кого го сметаме за прв изумител на падобранот. Јас за многу кусо време ќе бидам до тркалото и чекам сите вие по црвена линија. Само да се префрлите и секако за сите вас да го завртам тркалото, а вие да ни ги соберете сите награди. Не заборавајте телевизорот.